Завршува едномесечната така наречена новогодишна кошница. Трошоците за храна и пијалоци во декември, кога мерката важеше во последните 2 недели, биле намалени за 0,3%. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши оценува акцијата како успешна. Било спречено поскапување на производите кои најмногу се купуваат за празниците, а инфлацијата се одржала на стабилно ниво. Поевтиниле 1178 производи кои беа на листата на 96 производители и дистрибутери и се продаваа на 762 продажни места. Се очекува и во статистичките податоци за месец јануари 2025 во однос на декември 2024 година да се потврдат ефектите од новогодишната кошница, односно да се оствари дополнително намалување на трошоците за живот кај храна и безалкохолни пијалоци. Од Организацијата на потрошувачи велат дека мерката добро се спровела, но во следниот период клучно ќе биде цените да не се вратат на старите повисоки нивоа. Бараат мерките да траат подолго од 1 месец. Доколку се донесат такви мерки, не да им се дозволи сега на трговците да ги покачат цените овој период, па потоа да тие се замрзнат, туку доколку дојде до некакво замрзнување и носење на таква одлука, тоа барем да оди 30 дена наназад, за да може да се почувствува некој бенефит. Според трендовите на светските пазари, цените на храната почнуваат да се намалуваат. Токму затоа од Организацијата на потрошувачи не очекуваат цените да се подигнат нагоре. Воспротивно апелираат до институциите да ја следат ситуацијата и да реагираат. Би требало сега да дојде повторно до енормно зголемување. Се надевам дека институциите тоа ќе го пратат, вклучувајќи го и пазарниот инспекторат и Министерството за економија, и доколку дојде пак до такво нешто, дека повторно владата ќе интервенира и ќе се преземат некои мерки соодветни кои што ќе доведат до или стагнирање или намалување. И покрај тоа што од Министерството за економија и труд им се заблагодарија на сите производители, дистрибутери и трговци кои што се приклучија во акцијата, сепак тие не беа дисциплинирани цело време. Баш напротив, во првите неколку недели ги подигнаа цените на алтернативните и производите кои не беа дел од кошницата и до 30%. Откако премиерот и министерот Дурмиши ги искараа да не бидат алчни, им се заканија дека ако не ги поевтинат производите, ќе донесат одлука за замрзнување на цени, тие се опаметија и ги коригираа надолу. Дурмиши најавува дека и во следниот период ќе се креираат мерки за заштита на стандардот. Вакво намалување на цените е најавено и во март за Рамазан и во април за Великден. За годинава се очекува подрастично намалување на инфлацијата на ниво до 2,2%.